Здраво на сите, драги луѓе. Овој пат денеска еве сум во Охрид, работно, што значи молкот заврши, ќутењето заврши и сега влегуваме во секојдневието, нели, работното секојдневие. Моето искуство од минатите 10 дена поминати во тишина, во молк, во седечка позиција, постојано 10 часа на ден, беше фантастично. Морам да кажам, не е лесно, затоа што токму во тишината се јавува целата наша ментална бука. Моето јогиско искуство, медитацијско искуство до сега, значи го знаеа тоа, дека кога седиме во една позиција, нормално ќе се јават некои физички тегоби, меѓутоа 10 часовното седење, на вистина дојдов до сознание и почувствував вистински како е, дека телото памти се. Значи, излегува на површина од најдлабоката подсвест, она што е запамтено, излегува како сензација во телото. И поентата во животот е всушност да ги пропуштаме и да ги оставаме тие сензации затоа што се минува. Кога ќе седиш толку време во една позиција, одеднаш чувствуваш дека можеш да се ослободиш од тие сензации и да почувствуваш вистинска ментална, физичка, емотивна слобода. Ова искуство му го препорачувам на секој, затоа што дава некоја друга димензија на секојдневното живење и всушност осознавање дека на вистина се е процес, се е минливо, и среќата е минливо, и болката е минлива, меѓутоа единствено нешто со кое што ние вистински се справуваме во животот не е околината, туку сме ние тие самите. Значи, како реагираме на околината и дали ќе се предадеме на тие внатрешни сензации кои што потоа прераснуваат во мисли, во стравови, во разни емоции, или ќе останеме смирени. Не е лесно, меѓутоа е голем предизвик и е интересно, навистина тишината носи всушност многу и тишината секако треба да биде слушната. Секој од нас треба повремено да одвојува време вистински да се сврти кон себе си, затоа што е многу лесно да се покаже кон околината, кон другите, меѓутоа вистинската реалност се случува во нашата глава и само ние можеме да ја смениме, никој друг не може да смени за нас. Секако дека ние читаме книги, дека зборуваме со луѓе, одиме на тренинзи, дека доаѓаме до некакви сознанија, меѓутоа се додека не се помине нешто искуствено, лично, во себе, нема промена. Или е таа промена краткорочна. Така да, интересно, се уште треба време да ми се за сите оние емоции, сите оние сознанија на некој начин. Меѓутоа, најважното од сето тоа дека минатото е секогаш присутно во сегашноста, меѓутоа најважен е сегашниот миг. Ние сега и овде се справуваме со она што ни се случува во нас самите, во нашата глава и најважно е таа смиреност да ја најдеме сега и овде, во сегашниот миг. Ви посакувам прекрасен ден и се гледаме наскоро. Има многу настани наскоро кои што ќе ги организирам, така да ќе бидеме во контакт. Чао на сите!